Идемо. Почитувани советници, почитуван секретар на општина Куманово, раководители, директори на средни училишта на градинката Ангел Шајче, ја отварам 44-та седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред кој што ви беше доставен по електронски пат. Разговаравме за истиот на координација, се одржа и комисии. Од дневниот ред, поради неприсуство на представник од СВР Куманово, односно од Полициска станица за општа надлежност, ја тргам точката под реден број 2 и предлог до Советот поради хитна и неодложна работа на директорот на Техничкото училиште Драган Јаневски. Ако може ова точка ќе си произнесеме да ја ставиме како втора точка на дневен ред. Дали уште некој се јавува за збор во врска со предложениот дневен ред, односно дали не има некои измени, дополнување на дневниот ред? Повели советник Екимовиќ. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани раководители на општинската администрација, почитувани директори на јавните установи, почитувани гледачи пред малите екрани. Како точка на дневен ред сакам да предложам точка на дневен ред информација за јавната набавка за градежно занаечиски работи и материјали за реконструкција на спортската сала. Сакам да дадам кус образложение, доколку точката биде ставена на дневен ред, имам подетални детали, информации, се она што се случува таму и што ја занимава и кумановската јавност, што е заинтересирана многу по однос на ова јавната набавка. Како што знаете самите, при носење на Развојната програма 2024 година на 35-та седница на Советот на општина Куманово дискутирав на оваа тема, дадов свое видување и тогаш бев убедуван од страна на мнозинството дека станува збор за реконструкција на спортска сала, демек јас сум против изградба на спортски објекти, но и тогаш и денес тврдам дека таму станува збор за еден сериозен зафат кој што во интерес на граѓаните е нанесена голема штета во потрошените средства. Тогаш бев убедуван од страна на раководителот, односно помошник раководител на сектор за урбанизам, убедуваат дека семафорот, односно како што милува некој да каже мултифункционалниот семафор, ке чинел не 70 милиони, како ја што тврдев тогаш, што го ке чинел 2,5 до 3 милиони. Но ако погледнеме анализата која што е објавена на општинскиот сајт за јавни набавки, може да видиме дека за реконструкција на спортската сала се потрошени скоро 59 милиони плюс ДДВ, односно цели 70 милиони кои што беа предвидени во развојната програма. Доколку погледнеме детално и ги видиме сите анализи што се направени во предмет пресметката за јавната набавка, значи станува збор за инсталаторски работи за озвучување 5 милиони 770 илјади денари. Електронска опрема и инсталации 12 милиони 108 денари и мултифункционалниот семафор 10,5 милиони. Значи станува збор за близу со пресметан ДДВ околу 600.000 евра за една обична набавка за еден семафор. А претходно сите знаевме дека има у претходната набавка набавен семафор кој чинел 950.000 денари. Па, ке скратам, не сакам многу да образлагам, би го замоли мнозинството да ја стави оваа точка на дневен ред, да се отвори дискусија, да дискутираме сите и да тврдиме дали имало потреба у Куманово да се трошат 600.000 евра за некој семафор, каде што пак ќе кажам и тога зборев, нема да дојдат да играат Лос Анџелес Лейкерси, него ќе играат Куманово и нашите деца. Но да се потрошат 600.000 евра е срамно и за општината и за нас како совет кој што имаме дадено такво
да овај располага со овие средства. Ова е трошење на народни пари кои што се нефункционални. Значи станува збор за 36 милиони денари со ДДВ за 3 ставки. Второ, во јавната набавка имате инсталаторски работи, градежни работи. Зошто не била разделена јавната набавка? Но сакам да потенцирам, ве замолувам, ставете ја точката и да дискутираме, бидејќи овдека станува за сериозен криминал. По допрен глас го повикувам и јавното обвинителство и надлежните органи да ја испитаат оваа јавна набавка. Пред се и комисијата како го распишала тендерот, каде што има повеќе начини на изработка. Дали оваа фирма ги исполнува сите потребни лиценци во делот на столаторски работи, во делот на терацијски работи, во бетонско-градежни работи, во делот на видеобимови, во делот на аудио озвучување. Значи најмалку и треба на оваа фирма 5 до 7 лиценци. Таа може да земе и подизведувачи, но сакам оваа точка заради кумановската јавност и за да ги разоткриеме сите нејасноти. Станува збор за огромна сума на пари. Благодарам председателки и барам како мнозинство да ја ставите оваа точка на дневен ред. Благодарам. Благодарам. Ова не беше продолжување на точка, туку веќе инсинуации, материјална расправа. Не е проблем, ќе гласаме. Повелете советници, дали уште некој бара збор? Повели советник Андоновски. Благодарам, уважена председателка на Совет на општина Куманово, почитувани колеги советници, почитуван секретар на општина Куманово, уважени и почитувани представници на јавните установи кои што сте присутни на седницата, почитувани граѓани на општина Куманово. Повеќе пати досега барав и повторно, заради околностите, ќе побарам и на оваа седница да се стави точка на дневен ред, која гласи Извештај на општина Куманово за извршување на одлуките на Советот на општина Куманово, кои што се реализираат во прво и второ тромесечие на 2024 година. Знаете, кусо да ја образлажам причината зошто барам нова седница да се стави ова точка на дневен ред. Знаете дека согласно член 55 од статутот на општина Куманово, градоначалникот е должен да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои 3 месеци во текот на годината. Никогаш досега се нема случајно било кој градоначалник, па и овој, кој што веќе сега 7 година како е градоначалник, да се придржуваат до оваа обврска од статутот на општина Куманово. Зошто е конкретизирана овој мој предлог за оваа точка на дневен ред? Имено, од информации кои што ги добив од повеќе граѓани на општина Куманово, кои што забележале, ќе се задржам само на 2 проекти кои што се реализирани во овој период за кој што зборувам, а тоа е уредувањето или реконструкцијата на така наречениот Соколански парк, како и тековната реализација на реконструкција на подлогата на малиот плоштад на општина Куманово. Бројни се забелешките од граѓаните за неквалитет на изведбата на градежните работи кои што се реализираат на овие проекти. Ако, како Совет, не реагираме правовремено, можно е, бидејќи на нас не ни е познато, да поминат роковите кои што им се дадени на изведувачите на работи за отстранување на утврдените недостатоци во текот на реализација на проектот и на тој начин, со задоцнување на реагирање на надлежните служби, односно на Советот како орган кој што ја донел одлуката и кој што согласно статутот има надлежност да врши надзор на органите кои што ги реализираат одлуките на кои што ги има донесено Советот на општина Куманово, ова одлука, односно ова точка на дневен ред конечно треба да се стави на дневен ред. Во врска со тоа,
На крај предлагам да Советот донесе заклучок дека согласно членовите 25, алинеја 35 и членот 35 став 2 и 4, Советот на општина Куманово ќе формира комисија во состав од 7 члена, во која што мнозинство ќе имаат членовите на опозиција и председател на комисијата ќе биде член на опозицијата, за да можеме да непристрасно пред граѓаните ги искажеме сите факти и околности кои што се однесуваат на трошењето на парите на реализација на овие два проекти, а сакам граѓаните да ги подсетам дека се работи за сума поголема од 1.100.000 евра за двата објекта. Само една куса елаборација. Во Соколански парк е ставена подлога која што најчесто се става на пешачките патеки, се става како фасадна, како материјал за изградба на фасади во дебелина не повеќе од 2 сантиметри, за тоа имам докази, имам и фотографии, на поедини места и 1 милиметар. Изградена е фонтана во која што сега, ако поедете, можете да видите само алги и се надевам дека сега не иде зимски период, ама идното лето веројатно ќе имаме и водоземци кои што таму ќе си пливаат и ќе си уживаат. Бидејќи така изведено. А малиот плоштад е доведен во таква ситуација да се потрошени досега според одобрените средства околу 850.000 евра, а бројни граѓани кои што сега и особено граѓанки кои што поминуваат на плоштадот веќе ги чувствуваат и можат да ги почувствуваат последиците од неквалитетно изведената подлога која што сега е ризик за движење. Се надевам дека конечно Советот ќе се издигне над позицијата да биде сервилен извршител на политиките на еден поединец и соодветно согласно Законот за локална самоуправа, статутот и деловникот за работа ќе си ги преземе своите надлежности заради одговорноста која што имаме пред граѓаните. Очекувам дека и мнозинството конечно ќе се одважи и ќе го прифати мојот предлог. Благодарам. Благодарам, советник Андоновски. Повелете, советници, уште некој? Бидејќи никој не побара збор повеќе, одиме со гласање на мојот предлог прво, промена на точките по редослед. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 26 гласа за и 2 воздржани е усвоен предлогот точката предложена од Техничко училиште да биде како втора точка на дневен ред. Одиме со предлогот даден од советникот Јакимовиќ, информација за јавни набавки на градежни работи за набавка на спортска сала. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 12 гласа за, 16 против, не е усвоена оваа точка како дополна на дневниот ред. Одиме со Повели Јачимовиќ. Што бараш? Се да кажам што. Барам поединечно изјаснување по оваа точка. Се сомневам во гласањето. Одиме со поименично гласање.
Ивана Ѓорѓиевска. Против. Дарко Митевски. Против. Јадранка Стаменковска. Против. Гордица Бошковска. Против. Лидија Костиќ. Против. Реджеп Реджеповски. Против. Мирјана Прокиќ Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска Божиновска. Против. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиќ. Против. Валентина Младеновска. Против. Против. Невена Величковска Зиројевиќ. Против. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулеймани. Против. Хузир Мустафи. Против. Хулјусија Сипи. Против. Атина Мургашанска. За. Александар Јовановски. За. Благој Чеќимовиќ. За. Миле Андоновски. За. Александра Лазаревска. За. Јулијета Милјаими. Воздржан. Самет Салиевски. За. Јелена Спасевска. За. Дејан Ивановски. Не е тука. Сузана Манчи Спасиќ. За. Арта Мехмети Адеми. За. Ридван Дервиши. За. Мендо Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. За. После спроведеното поименично гласање, од вкупно 31 советник присутни во салата, за се изјаснија 13, против 17 и воздржани 1. Колеги советници, одиме, што значи дека согласно ова гласање, точката не е ставена на дневен ред. Одиме со изјаснување на втората точка, предложена од советникот Андоновски, извештај на општина Куманово за извршување на одлуките на Советот на општина Куманово за текот на 2024 година. Повелете да се изјасниме. Констатирам дека со 14 гласа за и 16 против не е усвоена и оваа точка на дневен ред.
Повелете Милан Доновски. Со оглед на околноста дека на претходното гласање констатиравме дека не беше електронското гласање идентично со после преброените гласови, се сомневам во веродостојноста и на ова гласање, па предлагам по точка во поединечно изјаснување. Имате ли поддршка од 5 советника? Во ред, одиме со поименично изјаснување. Ивана Ѓорѓиевска. Против. Против. Дарко Митевски. Против. Јадранка Стаменковска. Против. Гордица Бошковска. Против. Лидија Костиќ. Против. Реđe Преđеповски. Против. Мирјана Прокиќ-Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска-Божиновска. Против. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиć. Против. Валентина Младеновска. Против. Против. Невена Величковска-Зироевиќ. Против. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулемани. Против. Хузир Мустафи. Против. Хулјусија Сипи. Против. Атина Мургашанска. За. Александар Јовановски. За. Благојче Екимовиќ. За. Милјан Доновски. За. Александра Лазаревски. За. Љулјета Милејми. Воздржана. Самет Салиевски. За. Јелена Спасевска. За. Дејан Ивановски. Не е тука. Сузана Манчиć Спасиć. За. Арта Мехмети Адеми. За. Ридван Дервиши. За. Мендо Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. За. Значи, од присутни 31 советник за се изјасниле. Се извинувам, може ли да се слушаме?
Бидејќи вие баравте, па слушајте што излегува од после поименично гласање. Значи за се 13, против 17 и 1 воздржан, што значи констатирам дека и ова точка не е ставена како дополна на дневниот ред. Колеги советници, да се изјасниме за целокупниот дневен ред. Констатирам дека со 18 гласа за, 7 против и 2 воздржани ќе работиме, 1 воздржан, ќе работиме според дневниот ред кој веќе беше предложен. Значи прва точка, предлог одлука за материјален за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Куманово. Збор давам на председателот. Повелите процедурално Милен Доновски. Не беше коректно преска да ве прекинувам пред гласањето, меѓутоа вие како председател на Совет имате право да давате забелешки и да водите ред за дисциплина во салата. Меѓутоа, кога ја давате забелешката, ве молам да биде конкретно упатена таму каде на кого што се однесува. Вие рековте вака, вие баравте точка на дневен ред, треба да слушате. Јас, колку што разбрам и колку што гледам во тој правец, сите од оваа страна беа сконцентрирани и внимателно слуша. Може би вие сте виделе нешто, меѓутоа вашата забелешка согласно деловникот упатете ја конкретно на лицето кое што го нарушува редот на седницата. Благодарам. Благодарам на забелешката, почитуван Андоновски. Убаво знаат советниците на кого се обратив. На вас не, затоа што внимателно слушавте, меѓутоа на цела скоро советничка група на СДСМ, да. Повели Дарко Митевски. Благодарам председателка, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитуван секретар, директори, општинска администрација, гледачи кај малите екрани. Во врска со првата точка, Комисијата за мандатни прашања му предлага на Советот да донесе одлука за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Куманово, односно за Мирослав Тричковиќ, поради настапување на случајна неспојивост, бидејќи тој е избран за директор на Управа за развојно напредување на образование на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за односи меѓу заедниците. Благодарам. Благодарам, председател. Повелите советници, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, се извинам. Повели Саша Николиć. Захвалjujem uvažena predsjednice, kolege savjetnici, opštinska administracija i gledalci pred malih ekrana. Znači, moje pitanje u vezi ovog što danas je kao tačka na dnevnom redu podbrojan je da li imamo neki oficijalni dokument dostavljen od strane opštine Kumanovo, od strane uvaženog gospodina Tričkovića ili nekog državnog organa. Hvala. Повелите председател на мандатна. Да, има доставено барање за престанок на функцијата од страна на Мирослав Тричковиќ, која е доставена до председателката и до Советот на општина Куманово. До Мирослав, да. Благодарам. Дали има уште некој да се јави за збор? Повелите советник Андоновски. Благодарам, председателка. Многу е важно кога се образлагаат ваквите состојби да се кажат сите причини заради околностите, заради сознанието на граѓаните за однесувањето на сите нас како членови на Совет, односно сите избрани и именувани лица. Сакам оваа прилика да му посакам успешна работа на колегата Тричковиќ на работното место на кое што е именуван и со желба да си напредува колку е можно повеќе во кариерата, бидејќи на тој начин и кадри од нашиот град идат на повисоки позиции. Благодарам. Благодарам, советник Андоновски. Повелете уште некој да се јави за збор? Повели Саша Николиć повторно. Ja samo izvinjavam, znači korektno je, ja se podržavam kolegu Andonovskog što je rekao, znači kada obrazlažemo prestanak funkcije nekog od savjetnika, u ovom slučaju radi se o mom kolegi i našem kolegu Miroslavu Triškoviću, koji je otišao na višoj poziciji
koja jednostavno nije povezana i ne može da obavlja dve funkcije, korektno je da pred našu kumanovsku javnost kažemo zbog čega je to učinjeno i da je gospodin Tričković navremeno deponovao svoju ostavku u opštini Kumanovo, gde se u njoj navodi da zbog nespojivosti funkcija koju momentalno obavlja, ne može da obavlja i funkciju savjetnika opštini Kumanovo. Između ostalog, u ostavci se navodi da on svima nama želi uspešan dalji rad u Savetu opštine Kumanovo i da svima nama otvara prostor za dalju saradnju kako bi naši građani opštine Kumanovo imali što bolje usluge i od strane njega i nas kao savjetnika. Hvala. Благодарам. Лично јас како председателка на совет би посакала голем дел од луѓе што се во совет, односно советници, да одат на повисоки функции, па да имаме простор и за некои дополнителни ангажмани, нивни ангажмани од Советот на општина Куманово, затоа што секој човек е важен и секоја конекција е важна за да може да напредува општина Куманово. Ви благодарам, советници. Дали уште некој се јавува за збор? Не. Тогаш да преминеме на изјаснување во врска со првата точка, предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Куманово. Констатирам дека со 24 гласа за усвоена е првата точка, предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Куманово. Преминуваме на втората точка, програма за изменување и дополнување на годишна програма за работа на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебна 2024-2025 година. Тука е директор Драган Јаневски. Повелете, директоре, да појасните кратко. Благодарам, председателка. Се работи за две паралелки со настава на албански наставен јазик, кои што во август месец, когаш поминуваше годишната програма на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони, немаше согласност од Министерство за образование и наука. Зборам у моментот кога ја поднесувавме, после тоа добивме согласност после 21 август, откако помина третиот упински рок. Имено до тогаш немавме запишани ученици во образовен профил конструкцијски механичар, 3-годишно образование, имавме само 2 ученика, а во паралелките машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување имаше вкупно запишано 22 ученика и Министерство за образование и наука ни даде комбинирана паралелка. Фактички ни ги спои тие две паралелки. После 21 август запишавме доволен број на ученици, во техничар за компјутерско управување 31 ученики, во машинско-енергетски техничар 18 ученика и во конструкцијски механичар 8 ученика и фактички ни ја вратија состојбата што ни беше од изминатата година. Затоа мора да направиме анекс, тоест измена на годишната програма, да ги вратиме, тоест да ги вметнеме овие две паралелки кои што не ги одобри Министерство за образование и наука. Благодарам, директоре. Повелете дали има некој дополнително прашање? Благодарам, колеги, да се изјасниме. Констатирам дека со 21 глас за усвоена е програма за изменување и дополнување на годишна програма за работа на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебна 2024-2025 година. Преминуваме предлог да ги споиме третата и четвртата точка кои се однесуваат до работата на детската градинка Ангел Шајчева. Молам да се изјасниме.
Констатирам дека со 22 гласа за ќе водиме заедничка материјална расправа за следниве точки. Годишен извештај за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово за учебна 2023-2024 година и годишна програма за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче за учебна 2024-2025 година. Повелете советници, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на третата точка од дневниот ред. Констатирам дека со 22 гласа за усвоен е годишниот извештај за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманова за учебна 2023-2024 година. Колеги советници, да се изјасниме и за четвртата точка од дневниот ред. Констатирам дека со 24 гласа за усвоена и годишна програма за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманова за учебна 2024-2025 година. Колеги, преминуваме на пета точка, програма за изменување и дополнување на годишна програма за работа на Средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманова за учебна 2024-2025 година. Тука е директорката Марија Тодоровска. Повелете директорка да се изјасните во што се измените. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници и представници од општината. Измена во нашата годишна програма за работа е одобрување на уште една паралелка. Едно појаснување ќе дадам, значи според конкурсот што го имаме објавено за упис на ученици, во прва година ние баравме 10 паралелки, една паралелка е на српски наставен јазик, една билингвална паралелка и останатите 8 паралелки се општообразовните. Во јули месец добивме одобрување за вкупно 8 паралелки, значи 2 во стартни ги намалија. Со целосната анализа што ја направивме за бројката на ученици што се запишаа во двата уписни рока, имаше услови за враќање на една паралелка која што сега е одобрена и таа брои 22 ученика. И стартувавме ова учебна година со 9 паралелки, една паралелка помалку. Благодарам. Благодарам, директорка. Дали имате некое дополнително прашање, колеги? Тогаш да се изјасниме во однос на петата точка од дневниот ред. Констатирам дека со 22 гласа за усвоена е програма за изменување и дополнување на годишна програма на работа на гимназија Гоце Делчев Куманова за учебна 2024-2025 година. Преминуваме на шеста точка, предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општински средни училишта во општина Куманово за учебна 2024-2025 година. Тука е со нас раководителот на сектор за образование Александар Ивановиќ. Повелете раководител да објасните. Благодарам, почитувана председателка, почитуван секретар, почитувани советници, почитувана општинска администрација, представници на медиумите. Значи вака, согласно Законот за средно образование, паралелки под 25 ученици може да се формираат
по претходно позитивно мислење од страна на Министерство за образование и наука, а потоа следи на изнеснување на Советот или основачот. Училиштата имаат поднесено барање за паралелки под 25 ученици и има една мало дополнување денеска и истата успеавме, бидејќи денеска стигна согласно за уште една паралелка, се работи за паралелка образовен профил продавач референт за продажни услуги од економско-правна и трговска струка. Тоа е 3-годишно образование на албански наставен јазик од Средното општинско училиште Перо Наков Куманово. Истата одлука ја средивме, сабајле се потрудивме да бидеме максимално експедитивни. Ви е доставена и електронски, имате и во печатена верзија. Зошто ни е подоцна доставена оваа паралелка? Затоа што кога траја конкурсите за училиштата немаше ниту еден пријавен ученик во оваа паралелка и нормално кога немате ученик таа паралелка и не може ни да барате затоа што немате основ да ја формирате. Меѓутоа, во почеток на учебната година се пријавиле 10 ученици и истите биле ставени во друг смер, во технолошко-кожарска, бидејќи немале согласност за оваа паралелка и истото паралелно е поднесено до Министерство за образование и наука. Училиштето ги има прифатено овие ученици, иако не конкурирале за времето на конкурсот, бидејќи согласно закон за средно образование, кој е дециден и е задолжително образованието за сите ученици, учениците се на настава и со ова одлука ќе се бидат префрлени во смерот кој го бараат, а овој смер е продавач, тоест референт за продажни услуги. Ви благодарам и се извинувам што денеска ја дополнивме ова одлука, меѓутоа сабајлето не пристигна одобрение од Министерство. Благодарам. Раководител, благодарам на ажурноста затоа што и сменети документи добивме од вас, што значи дека точката останува со минимална дополна на материјалот за кој што бевме навремено известени. Нека им е среќа на учениците. Поверете советници, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, да одиме со изјаснување во однос на 6-та точка од дневен ред. Констатирам дека со 22 гласа усвоена е предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со по 25 ученици во општински средни училишта во општина Куманово во учебна 2024-2025 година. Колеги советници, за да не одолговекуваме, ќе чекаме раководителката да дојде, меѓутоа преминуваме, ги рипаме точките од 7 до 15 и одиме со следната точка 16, предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2024 година. Заседаваше комисија за финансирање буџет и ова предлог одлука е помината едногласно. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 19 гласа за усвоена е предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2024 година. Колеги советници, предлог да се спојат од 17 до
Процедурално поверете советник Андоновски. Благодарам, председателка. Со оглед на тоа дека малку го забрзавме темпо на работа, потребно е за да држиме концентрација тогаш пред гласањето нели по определена точка, барем некој во најкуси црти да ја образложи содржината на точката, за да можеме да биде и граѓаните запознаени, а и ние. А и вие да не се најдете во ситуација да бидеме деконцентрирани. Благодарам. Почитуван советник, јас реков дека оваа точка, што е одлука за исплата на еднократна парична помош, се провлекува од претходната седница, затоа што тогаш немаше комисија за буџет и финансирање. Оваа седница помина, на оваа комисија помина, станува збор за еднократна парична помош на пожарена куќа. Така. Затоа сметам дека и советот е запознаен, а мислам дека и луѓето што ја очекуваат веќе се информирани. Одиме со спојување на точки кои се однесуваат до мандат на комисија, тоа се од 17 до 21 точка. Поверете да се изјасниме за заедничка материјална расправа. Констатирам дека со 19 гласа за и 1 против ќе се води заедничка материјална расправа за следниве точки. Предлог одлука за разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко-Исток, Североисток, Свети Николе. Предлог одлука за разрешување именување на член на локален економски социјален совет на општина Куманово. Предлог решение за разрешување именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор на Средно општинско училиште Перо Наков Куманово. Предлог решение за разрешување именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор на Општинско основно училиште Бајрам Шабани и предлог одлука за именување на член на Општински совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово. Председател на мандат на Повели Дарко да ги објасниш сите. Благодарам, председателка. Почитувани председателка, почитувани колеги советници, во врска со 17-та точка, односно предлог одлука за разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко-Исток, Североисток, Свети Николе, му предлагам на советот да донесе одлука за разрешување на Ивана Гиновска. Таа има поднесено барање за нејзино прекинување на ангажманот, поради тоа што е именувана за ВД директор на Државен инспекторат за животна средина. Значи, таа е именувана од владата и затоа има поднесено барање за нејзино прекинување за како член на управен одбор. Идам за сите? Океј. Следната 18-та предлог одлука за разрешување именување на член на локален економско-социјален совет на општина Куманово. Тука се разрешува, му предлагам на советот да донесе одлука за разрешување на досегашниот член на локален економски социјален совет на општина Куманово, Ирена Илиевска, а за нов член на локален економски социјален совет се именува Ахмет Јашаровски, кој е советник во одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој во општина Куманово. 19-та точка предлог решение за разрешување и именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор во Средно општинско училиште Перо Наков Куманово. Му предлагам на советот донесе решение за разрешување на представникот Седат Зумбери, кој што има поднесено барање за назначување на нов член, бидејќи тој има добиено друга функција, а на негово место се именува Сефедин Мурсели. Сефедин Мурсели е роден на 4.9.1961 година, завршил високо образование педагог, работно искуство 5 години, вработен во Трајко Прокопиев Куманово, поранешен член на Советот на училиште Перо Наков Куманово. Во врска со 20-та точка, предлог решение за разрешување именување на председник на општина Куманово за член на училишен одбор во Општинско основно училиште Бајрам Шабани Куманово. Тука му предлагам на советот донесе решение за разрешување на Бехар Далип, кој што се има поднесено неотповиклива оставка, а на негово место се именува Фарук Раими.
Faruk Raimi je roden na 16.2.1988 godina, završil visoko obrazovanje pravnik, работно iskustvo 11 години, вработен во Support and Solutions МК. И последната точка од ОВЕ е предлог одлука за именување на членови на Општински совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово. Тука му предлагам на Советот да донесе одлука за именување на членови на Општински совет за превенција, со тоа што за членови се именуваат по еден представник од подрачните единици, и тоа Лила Младеновска, самостоен инспектор во одсек за превенција при МВР СВР Куманово, Даниела Младеновска, дипломиран социјален работник од Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, Даниела Трендафиловска, член на Совет на родители при Магдалена Антова Куманово, Драгана Јосимовска, член на Совет на родители при 11 октомври Куманово, Катарина Величковска, член на Совет на родители при Крсте Мисирков Куманово, Виктор Божурски, член на Совет на родители при браќа Миладиновци Куманово, Самет Фазли, член на Совет на родители Јероним Дерада, село Черкези Куманово, Беким Салију, председател на Совет на родители Наим Фрашери Куманово, Кристина Манасиевска, член на Совет на родители браќа Рибар, село Табановци Куманово, Форсина Велковска, член на Совет на родители Вера Которка, село Клечовце Куманово, Надица Костовска, член на Совет на родители Вук Караджич Куманово, Мирослав Ѓорѓевиќ, член на Совет на родители при Христијан Карпош Куманово, Марија Пауновска, член на Совет на родители при Толи Зордумис Куманово, Андријана Илиевска, член на Совет на родители Кочо Рацин Куманово, Сермет Изаири, член на Совет на родители при Кирил и Методи, село Романовци Куманово, Светлана Митич, член на Совет на родители при Карпош, село Уминдол Куманово, Осама Муадини, член на Совет на родители Бајрам Шабани Куманово, Бојана Малиновска, член на Совет на родители при Битолски конгрес, село Лопате Куманово, Анита Тасевска, член на Совет на родители при гимназија Гоце Делчев Куманово, Джемаледин Азири, член на Совет на родители гимназија Сами Фршери Куманово, Виктор Кипријановски, член на Совет на родители Наце Буѓони Куманово, Александра Цветановска, член на Совет на родители при Перо Наков Куманово, Емануела Ефремовска, член на Совет на родители при Киро Бурнас Куманово, Драгана Илиевска Тодоровиќ, адвокат од Куманово, од Адвокатска комора на Македонија адвокатска заедница Куманово, Хекура Назири, стручен соработник при Основно јавно обвинителство Куманово, Зоран Соларски, судија за деца при Основен суд Куманово и последно Александра Максимовска, член на Сдружение на новинари на Македонија. Благодарам. Благодарам, председател. Повелете советници, дали некој бара збор во врска со овие? Повелете советник Андоновски. Благодарам, уважена председателка. Од образложението на точкиве за кои што расправаме сега, ги слушнавме во основа причините за разрешување, освен на разрешувањето на членот на локалниот економско-социјален совет на општина Куманово. Председателот на нашава комисија не ги наведе причините поради кои што се разрешува досегашниот член. Со оглед на тоа дека водиме заедничка расправа, посебно сакам да се осврнам на точката одлука за разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко-Исток, Северо-Исток, Свети Николе. Имено за што се работи? Ова јавно предпријатие на почетокот на оваа година достави статут на јавното предпријатие, кое што Советот на општина Куманово, како и советите на другите општини кои што се основачи на ова јавно предпријатие, го имаат изгласано. Меѓутоа, во самиот статут, спротивно на Законот за јавни предпријатија, утврдено е дека бројка на членови на управен одбор на ова јавно предпријатие е 15. Ќе беше добро да беше присутен сега ВД директорот на ова јавно предпријатие, кој тогаш кога се носеше одлуката во Совет на општина Куманово, вети дека заедно со членовите на Советот на нивниот управен одбор
до Советот на општина Куманова, како и до другите совети на кои што се основачи на ово јавно предпријатие, ќе достават коригиран текст на статутот кој што е усогласен со Законот за јавни предпријатија. Имено за што се работи. Тој тогаш образложи дека членовите на управниот одбор сега заради Зборуваме за одлука за разрешување на член на управен одбор на Екоисток Североисток. Ова што зборувате е статут на јавното предпријатие, заедничкото јавно предпријатие, апсолутно нема врска со ова разрешување. Разрешена е Ивана Гиновска, која е член на управен одбор, може би нема ни да се именува некој место неја. Моментално е на позиција, на функција државен инспектор, директор на Државен инспекторат за животна средина и апсолутно ова што го зборувате за статутот на Екоисток Североисток не е точка на дневен ред. Ве молам да се држите до точката на дневен ред. Ирена Илиевска, исто имавте прашање Ирена Илиевска зошто не е во ЛЕС. Затоа што веќе не работи во општина, односно именувана е на функција директор на Агенција за одземен имот. Што значи дека конкретни прашања, конкретни одговори. Не би сакала да одиме во некои други теми за да не ја расплеменеме дискусијата. Благодарам, председателка, за вашиот постојан напор да ги изместите тезите и аргументациите на дискусиите. Еден одлука за именување и за разрешување на член на управен одбор ја донесува основачот во конкретниот случај јавното предпријатие врз основа на исполнети услови од статутот на јавното предпријатие. И именувањето и разрешувањето се директно поврзани со одредбите од статутот на јавното предпријатие. Тоа не се две посебни работи. Значи, да се дообјасниме, за која точка зборуваме? За Екоисток, Североисток? Вие преска рековте внимателно да слушаме, очигледно мене не сте ме слушале внимателно, па пред време ми давате одговор на прашање кое што не ви беше поставено на вас, туку на председателот на комисијата кој што ги предлага разрешувањата и именувањата. Јас воопшто не комуницирам сега со вас. Јас комуницирам со председателот на комисијата кој што е предлагач, но воедно и ги информирам граѓаните за околностите како се носат определени, односно како се подготвуваат и на кој начин се доведуваат во положба членовите на овој совет да носат одлуки за кои што ниту претходно е утврдена нивната правна оправданост, ниту правна целисходност. Во таа смисла, јас апсолутно ниту ја злоупотребувам говорницата за бегање од тема на дневен ред. Ние зборуваме за точката разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Екоисток, Североисток, Свети Николе. И сега, на Советот, но и на граѓаните, но и на надлежните државни органи, јавно им пренесувам информација за каква состојба се работи, бидејќи ме прекинавте, а јас не сакам да останам недоречен, ќе завршам со тоа што сакав да го кажам. Направен е превид тогаш кога е носена одлуката да се усвои статутот на ова јавно предпријатие и веројатно ова јавно предпријатие има именувано 15 член управен одбор. Сега, според информациите што ги кажа директорот тогаш на ова јавно предпријатие, јавното предпријатие не ги исплаќа членовите на управен одбор, бидејќи за тоа немале пари. Меѓутоа, обврската за исплата на надоместок за членување во управен одбор не застарува во ниеден момент и тогаш кога ова јавно предпријатие ќе биде во состојба да може да ги исплати, ќе има обврска да исплаќа на 15 членови и на овој член
сега што го разрешуваме до моментот додека членувал во управниот одбор. А е тоа спротивно на законот за јавни предпријатија, односно директорот, доколку изврши исплата, се доведува во ризик да направи кривично дело, злоупотреба на службена положба. Ова ја најдобро намерно го кажувам. И зошто го повторувам сега ова? Тогаш директорот вети дека во рок од 1 месец грешката на адвокатскиот тим кој што го има подготвувано овој статут, а бил направен 2 години порано пред донесување на законот нов за јавни предпријатија, за да се донесе и ќе завршам тука, дека ќе го отстрани. Поминаа 10 месеци. Таа грешка не е отстранета. И ние сега треба да поставиме прашање јавно да се разреши бројот, поголем број на членови на управен одбор на ова јавно предпријатие до законски утврдениот максимум за ова јавно предпријатие да не се доведе во ситуација да има правни последици. Тоа е моја обврска како на член на овој совет и обврска на советот како основач на ова јавно предпријатие. Благодарам. Секако благодарам на вашите укажувања. Овдека станува збор за разрешување. Ниту именуваме некој плюс, ниту правиме нешто измени на статут, затоа што таа точка не е на дневен ред. Меѓутоа, благодарам за вашите укажувања. Сигурно директорот веќе веде, директорот ве слуша и ќе постапи според вашите укажувања. Колеги советници, дали уште некој бара збор? Тогаш да се произнесеме во однос на 17-та точка, предлог одлука за разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко Исток, Североисток, Свети Николе. Констатирам дека со 27 гласа за и 1 воздржан усвоена е предлог одлука за разрешување на член на управен одбор на заедничко јавно предпријатие на регионално управување со отпад Еко Исток, Североисток, Свети Николе. Да преминеме на 18-та точка, предлог одлука за разрешување именување на член на локален економски и социјален совет на општина Куманово. Констатирам дека со 20 гласа за и 1 против, 1 воздржан, се извинувам, усвоена е предлог одлука за разрешување именување на член на локален економски и социјален совет на општина Куманово. Преминуваме на 19-та предлог решение за разрешување именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор во Средно општинско училиште Перо Наков Куманово. Констатирам дека со 20 гласа за усвоена е предлог решение за разрешување именување на представник од општина Куманово за член на училишен одбор на Средно општинско училиште Перо Наков Куманово. Преминуваме и на 20-та точка да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за усвоено е предлог решение за разрешување именување на представник од општина Куманово за член училишен одбор на Општинско основно училиште Бајрам Шабани Куманово. И последната точка од материјално споените 21 предлог одлука за именување на член на Општински совет за превенција за детско престапништво на општина Куманово, да се изјасниме.
Констатирам дека со 19 гласа за усвоена е предлог одлука за именување на членови на Општински совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово. Колеги советници, 5 минути пауза. Колеги советници, продолжуваме со 44-та седница на Совет на општина Куманово. Одиме со предлог програма за изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање на подрачје на општина Куманово за 2024 година. Тука е раководителот на сектор за урбанизам Емилија Салидрисјановска. Повели Емилија. Добар ден, почитувана председателка, почитувани советници, представници на општинската администрација, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Во предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2024 година, во точката Е22 урбанистички планови финансирани од правни и физички лица се додаваат 3 нови подточки. И тоа еден е урбанистички план за во населено место за изградба на викенд куќи за времен престој, а додека другите два се детални урбанистички планови. Деталниот урбанистички план за УЕ1, Урбан блок 33А и УЕ Проевци, Урбан блок 22А, се работи за прв пат изработка на детален урбанистички план. За овој дел воопшто никогаш не е изработен детален урбанистички план, а постои генерален урбанистички план. И детален урбанистички план за УЕ11 октомври, делот Урбан блок 39, плански офат меѓу Доне Божинов, Октомвриска револуција и Братство единство, се работи за усогласување на деталниот со генералниот урбанистички план, бидејќи деталниот урбанистички план е донесен пред стапување на сила на генералниот урбанистички план 2004 година и намените не се одвесуваат од деталниот со генералниот урбанистички план и како таков, бидејќи намената не се одвесува, тој детален урбанистички план во еден дел не може да се применува и затоа се работи нов за усогласување со генералниот урбанистички план, новиот закон и правилниците. Благодарам. Благодарам, раководителке. Повелете советници. Повелете Андоновски. Благодарам. Почитувана раководител на сектор, вие нормално, стручно образложивте и кажавте урбана единица, место и слично и спомнавте за изградба на викенд населба. Ве молам, со оглед на тоа дека не се снаоѓам најдобро, а верувам дека и голем број од граѓаните не можат да имаат представа за точно каде се наоѓа локацијата, каде што се предвидува изградба на таа локација за изградба на викенд населба, за каков обем на градби, за каков опфат на простор, за број на единици кои што треба да бидат опфатени со реализација на ова зацртана цел, локацијата прецизно по народски кажано, за да биде објаснето, за да можам после по-детално да поставам прашања по однос на овие мои нејасноти. Ви благодарам. Благодарам, советник Андоновски. Повелете раководителке. Урбанистичкиот план за во населено место за изградба на комплекс со намена А4, семени куќи за времен престој или така наречени викенд куќи, се наоѓа на КП 26821/1, место викано Бабиндол, КО Куманово, односно вон границите на Куманово и вон границите на село Билјановце. Односно, планот, овој дел представува вон плански офат, не постои урбанистичка документација. Единствен начин за да се изградат овие викенд куќички, тоа е катастарска парцела на еден собственик, кој што по големината и откако ќе го направи тој урбанистички план во населено место, ќе се испарцелираат од прилика некаде би излегле, зависи од самата големина на градежните парцели, од 8 до 10 викенд куќи. Благодарам. Благодарам, раководител. Повели советник. Дали тоа значи дека ова е реализација на проект на барање на физичко лице кое што е собственик на определена парцела и второто подпрашање во врска со тоа како е утврдена потребата или околностите за градење на викенд населба.
ја знаеме локацијата Билјановце, значи дали е тоа блиску до паркот, шума, засаден со зимзелени растенија, или се работи за некоја друга локација? Благодарам. Повелете, раководителка. Како што кажав, целата глава Е22 од делот на годишната програма се урбанистички планови финансирани од физички и правни лица. Значи, овој урбанистички план е финансиран од сопственикот на катастарската парцела. Не се работи за близина до шумата во Билјановце, се работи за друга локација, односно од Чински пат нагоре измеѓу Куманово и село Билјановце. Меѓутоа не е во близина на шумата. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој? Повелете, советник, повторно. Сега вас ќе ве прашам како професионалец и лично. Дали вие лично сметате дека таа локација исполнува минимум стандарди за градење на викенд населба? Благодарам. Повелете, раководителка. Во близина на локацијата се наоѓа село Билјановци. Значи, самото село се работи за куќи од селско-стопански дворови. Доколку се изгради во близина викенд куќи, тие секако би придонеле за развој на туризмот. Бидејќи таму ќе бидат, тоа е времен престој, ќе бидат посетувани временски. Луѓето што одат во викенд куќите ќе може да одат и до село Билјановце. А условите ги пропишува, ова е само предлог на иницијатива што се вградува во годишната програма. Секако пред почетокот планерот ги бара условите за планирање на просторот од Министерство за животна средина и просторно планирање. И доколку ги добие таму условите, тогаш пристапува кон изработка на планска програма, па дури потоа на предлог планско решение. Благодарам. Благодарам, раководител. Повелете реплика, Милјан Доновски. И со ова ќе завршам. Разбрав што сакате да ми кажете, без да го кажете тоа што очекував дека ќе го кажете. Од тие причини, заради совеста своја лична, никако не мотивирана од лични мотиви, кон лицето кој не го ни знам. Ниту пак ме интересира кој е потенцијалниот инвеститор. Сметам дека многу сериозно треба да размислиме сите како советници дали земјиштето кое што претпоставам дека сега е во категорија на земјоделско земјиште или пасишта, многу лесно го трансформираме во градежно земјиште заради остварување на некакви лични мотиви. Од тие причини, исклучиво само од тие причини, не гледајќи оправданост за постоење на викенд населба на таа локација, ќе гласам против. Со тоа себе си се доведувам во ситуација да не бидам во некоја идна анализа на состојбите обвинуван за тоа дека не сум постапил согласно својата совест и сваќање на околностите. Благодарам. Благодарам, советник. Повелете, советници, уште некој да бара збор? Бидејќи никој не побара збор, одиме со изјаснување на 7 точка, предлог програма за изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање на подрачје на општина Куманово за 2024 да се изјасниме. Констатирам дека со 16 гласа за, 5 против и 6 воздржани усвоена е предлог програма за изменување и дополнување на програма за урбанистичко планирање на подрачје на општина Куманово за 2024 година. Колеги советници, предлог да се води заедничка материјална расправа за точките кои се
од 8 до 15, а се однесуваат за донесување на урбанистичко-планска документација за плански офат. Ве молам да се изјасните. Констатирам дека со 22 гласа за ќе се води заедничка материјална расправа во однос на следниве точки. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3444/2 и 3445 катастарска општина Романовци вон град општина Куманово. Точка 9. Предлог одлука за утврдување од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3424/1 Романовци општина Куманово. Точка број 10. Предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на катастарска парцела 352/15 Речица општина Куманово. Предлог 11. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на катастарска парцела 2393 Винце општина Куманово. 12. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 115 Студена бара општина Куманово. 13. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1644 Клечевца општина Куманово. 14. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1523/1 Горно Којнаре општина Куманово. И 15. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 676/4 Билјановци вон град општина Куманово. Ве молам советници, дали некој бара збор? Повелете Андоновски. Благодарам, председателка. Ќе бев среќен ако на овие сите точки претходеше една точка поднесена од надлежниот сектор за некоја од претходните одлуки кои што се од сличен карактер, сега да беше предлог Советот да донесе одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за определена парцела. Тоа ниту се случило, ниту пак според околностите во кои што се реализираат ваквите нарачки, намерно ќе го употребам овој збор, кои што скапо ќе ги чинат граѓаните на општина Куманово. Ние во моментов имаме нереализирани, односно нерешени, повеќе илјади барања од 2011 година за објекти кои што се наоѓаат во плански опфат, каде што постои урбанистичко-планска документација. И никако не ми е јасно како се вадат предмети кои што по ниеден основ не можат да имат приоритет над овие кои што реално можат да бидат реализирани, бидејќи постои урбанистичко-планска документација. Го знаете мојот генерален став, го повторувам повторно, заради граѓаните. Постапката е следна, тоа го кажа и на минатата седмица раководителот на сектор. Утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација значи обврска за општината во рок од 5 години за локацијата за која што Советот ќе донесе одлука за потреба од донесување на урбанистичко-планска документација, таквата урбанистичко-планска документација да ја донесе. Ние како општина досега го имаме веројатно на стотици пати прекршено законот по овој основ за испочитување на роковите. Настрана колку тоа би чинело пари, настрана колку тоа може дополнително да чини доколку овие објекти кои што сега се предмет на овие точки на дневен ред, некогаш се најдат на некоја траса на која што треба да се гради некаков капитален објект од државно значење за кој што ќе треба да се примени постапката за национализација со вештачко зголемување на вредноста по примерот на претходно донесената одлука. Пасиште се претвара во градежно земјиште и драстично му се зголемува цената на земјиштето,
не водејќи ред за деградација на целокупниот простор кој што значи заштита на животна средина и на амбиентален воздух, чиста средина и слично. Овие одлуки кои што ги носиме на памет, неподготвени, по желба и нарачка на поединци, ги доведуваат во подредена положба сите граѓани на општина Куманово, кои што водат постапка, па дури и повторени постапки и барања за легализација на бесправно изградени објекти или делови од објекти во зоните кои што се урбанизирани. Немаме ниту морално, ниту човечко право, ниту пак законско право овие одлуки да ги носиме позитивно пред да ги решиме сите претходни барања кои што се наоѓаат во планскиот опфат, за да не ни се случува засилување и забрзување на процесот на делоградби кој што трае и ќе продолжи да трае. Ниту застануваме на процесот на така наречената урбана мафија со која што некои изградија политичка кариера, ниту пак некому му е гајле за тоа што се случува. Останува на некои со уверување на Дон Кихот дека можат со оклоп и со конј и оронати години да трчаат на ветерници дека некои работи ќе ги променат. Но знаете, и Сервантес кога го пишувал Дон Кихот, знаел дека навистина Дон Кихот не може да ја урне ветерницата. Но идејата за тоа дека не треба да се откаже од праведноста и правичноста ја всадил кај сите оние кои што веруваат во тоа. Во име на тој дух и во име на тоа верување и во име на она што е мој генерален став, уште од првиот мандат кога сум член на овој совет, никогаш не сум ги гласал овие одлуки. Зошто? Заради тоа што не сум гледал оправданост да добијат предност пред оние луѓе кои што чекаат. Пред неколку дена ми се јави граѓанин кој што има нерешено прашање за легализација на бесправно изграден објект од 15 квадрати во неговиот двор на урбанизирана парцела. Одбиван 15 пати. Бил во неколку наврати во министерство и никаква реакција за тоа нема. И срам ми е од тие луѓе. И ова го зборувам заради тие луѓе кои што знам дека не гледаат. Повикувајќи се на член 98 од деловникот за работа го издвојува моето мислење, не сакам да носам, ама баш никаква одговорност по однос на носењето на овие одлуки и сакам овој дел, сегмент, дека никогаш не сум ги гласал овие точки на дневен ред заради уверување дека се работи за приватни нарачки, да стои во записникот некој некогаш кога ќе го чита во текстуален дел да може да биде запознаен. Благодарам. Благодарам, советник Кандоновски. Поверете советници. Бидејќи никој не побара збор, да одиме на изјаснување на 8 точка од дневен ред. Ве молам да гласаме. Констатирам дека со 21 глас за, 3 против и 2 воздржани усвоена е предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3444/2 и 3445 Романовце вон град општина Куманово. Да се изјасниме и во однос на 9-та точка. Констатирам дека со 18 гласа за, 2 против и 2 воздржани усвоено е предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3424/1 Романовце општина Куманово. Да се произнесеме и за 10-та точка.
Констатирам дека со 18 гласа за, 2 против и 1 воздржан усвоено е предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 352/15 Речица, општина Куманово. Да се изјасниме и за 11-та точка. Констатирам дека со 19 гласа за, 3 против и 2 воздржани усвоена е предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2393 Бинце, општина Куманово. Одиме со изјаснување на 12-та точка. Констатирам дека со 18 гласа за, 3 против и 3 воздржани усвоена е предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1155 Студена бара, општина Куманово. Да се изјасниме и за 13-та точка. Констатирам дека со 18 гласа за, 2 против и 2 воздржани усвоена е предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на катастарска парцела 1644 Клечовце, општина Куманово. Да се изјасниме за 14-та точка. Констатирам дека со 16 гласа за, 3 против и 1 воздржан усвоена е предлог одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1523/1 Горно Којнаре, општина Куманово. И за крај 15-та точка да се изјасниме, колеги. Констатирам дека со 17 гласа за, 2 против и 3 воздржани усвоено е предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 676/4 Билјановце, Вон град, општина Куманово. Колеги советници, со ова завршуваме седницата. Се гледаме на седница во октомври за наменета за советнички прашања.